Кога општината ќе постави средства за успорување на сообраќајот, така наречени лежечки полицајци во Уминдол и Табановце, е едно од прашањата на кои советникот Саша Николиќ побара одговор од локалната власт. Тој истакна дека мештаните прашуваат кога ќе почне изградбата, бидејќи безбедноста е многу поголема. Знамо да кроз ова 2 населена места пролазе и регионални путеви кои воде кај неким гранични прелазима, а односи се на поставljане успоривача брзине автомобила, односно популарни лежечи полицајци, jer u neposrednoj blizini ovih saobraćajnica nalaze se 2 osnovne škole Braća Ribar u Tabanovcu i opštinska osnovna škola Karpoš u selu Umindol. Pitanje građana je kada će se pristupiti izgradnji ovih ležećih policajaca, zato što je сигурност граѓана пред свега на највишем ниво. Од општината одговорија дека уште пред неколку години поставиле средства за успорување на сообраќајот во овие места, но истите биле отстранети при реконструкција на патот. Општина Куманово има пред неколку години поставено лежички полицајци во село Уминдол 3, во Ново село 1 и во Љубодраг 2. При реконструкција на патниот правец Никуштак-Черкези или Черкези-Никуштак, истите беа отстранети. По наша сугестија ги замоливме изведувачите, бидејќи ние не го финансираме тој патен правец, да ги вратат истите, не беа вратени. Бидејќи имаме одобрение за поставување на тие сообраќајни, односно лежичите полицајци, истите ќе бидат од наша страна вратени во периодот кога ќе почне да работи летно одржување. Што се однесува до лежеќи полицајци Табановце, за нив имаме сообраќајни проекти изготвени и добиено согласност од Министерство за внатрешни работи. Исто, мислам дека утре или во понеделник или вторник ќе бидат поставени прво сообраќајни знаци за да се обележи место дека тука ќе бидат поставени лежечки полицајци и во наредниот период истите ќе бидат поставени. Од Оделението за комунални работи информираа дека лежечки полицајци ќе се постават и на улицата 120 и 101 во населбата Карпош. Дополнуваа дека веќе се поставени знаци за истите.